Përshëndetje. Maqedonia për të 6-ën herë me radhë mori rekomandimin për çeljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian. Por kësaj radhe ky rekomandim beti në hijen e kritikave të shumta. Dhe pikërisht për të folur për raportin e fundit të Komisionit Evropian, i ftuar inbox shtatës zëvendës kryeministri për çështje europiane Fatmir Besimi. Zoti Besimi, faleminderit që pranuat ftesën. Благодарам на вас. Zoti Besimi, cili është vlerësimi i përgjithshëm i qeverisë së Maqedonisë sa i përket raportit të fundit të Komisionit Evropian për progresin që ka shënuar vendi? Изключително е важно што Република Македонија и оваа година има препорака за започнување на преговорите и тоа со коментар дека е на задоволително ниво се политичките критериуми со оглед на процесот за интеграција на Република Македонија во ЕУ. Секако, тоа што за нас е уште поважно од аспект на оперативно реализирање на препораките што произлегуваат од извештајот се коментарите што доаѓаат во однос на тоа што Македонија треба да даде повеќе внимание во наредниот период, односно кои се нашите предизвици или како што е во речникот на извештајот, тие што се concerns или загрижување на Европска унија во однос на прогресот за Република Македонија во наредниот период. И тоа ќе биде нашиот главен фокус. Po si pranoni vërejtjet serioze lidhur me ngecjet në disa fusha, janë shqetësim për kabinetin qeveritar dhe si do të reagonin ndaj këtyre vërejtjeve? Секако, ние сериозно ќе пристапиме кон секоја препорака или укажување во извештајот, каде што се очекува од Република Македонија да направи повеќе, без разлика на тоа дали речникот или вокабуларот во овој извештај е покритичен во однос на претходната година, за нас е важно да ги адресираме тие прашања. Ние работиме на реформите и сме заинтересирани за тоа што граѓаните го очекуваат од нас да покажеме напредок во однос на европската интеграција. Всушност, во последната анкета на ИРИ, на 70% од граѓаните тоа го посакуваат. Всушност, тоа е дел од приоритетите што е на секоја политичка партија како опција европската интеграција. И за нас останува да си го сработиме тоа што е наш дел. Тука, кога кажувам за нас, не мислам само на владата, туку на сите институции во Република Македонија и сите чинители кои имат одговорност во својот дел на активности да го направат својот придонес за европската иднина за Република Македонија. Maqedonia përveç që ka problem me emrin me Greqinë si kusht për antarësinë në BE, ka dhe zbatimin e reformave në gjyqësor, në administrat, kërkohet efikasitet institucional, pastaj ka dhe në fushën e ekonomisë dhe shumë fusha të tjera. A e rrezikon Maqedonia statusin e vendit kandidat me ngecjet lidhur me emrin, por dhe me mungesën e dialogut politik lidhur me mos zbatimin, да themi, me përpikëri të reformave? Европската интеграција е еден динамичен процес. Ние постојано треба да работиме на реформите со цел да унапредиме нашата легислатива, но генерално и нашите демократски, политички и економски капацитети. Тука би кажал дека овој процес ќе продолжи и откако Македонија ќе стане полноправна членка на Европска унија, затоа што и самите земји членки постојано ги реформираат нивните закони со цел да се зближуваат повеќе во однос на Европската унија како заеднички концепт. Тука би го рекол тоа дека и статусот кандидат и препораката се работи што зависат од нашите тековни активности. Токму ради тоа, а во не само заради овие формални категории статус кандидат или започнување на преговори, туку и заради нас како граѓани на Република Македонија, за секој граѓанин ние треба да работиме повеќе на сите овие области, во однос на слободата на изразување, во однос на судство која ќе биде уште поефикасна, независна и поквалитетна во однос на правдата во Република Македонија, потоа политичкиот диалог за кој ние треба да покажеме капацитет, кога кажувам ние сите политички партии од власта и од опозицијата, да ги ставиме интересите на државата и граѓаните пред потесните партиски интереси, тоа го пишува и во извештајот. Добрите меѓуетнички односи се една предпоставка што се бара од нас и која е исто така дел што произлегува од Охридскиот рамковен договор,
да работиме заедно на промотивни активности што ќе значат зајакнување на меѓусебната доверба меѓу заедниците во Република Македонија, со посебен акцент меѓу македонците и албанците, затоа што тука и повише се рефлектира тоа во Република Македонија како две поголеми заедници и во однос на отворените прашања со соседите, пред се со прашањето за името со Грција, се очекува од нас конструктивен и отворен пристап. A ekzistojnë dallime brenda koalicionit qeveritar lidhur me emrin dhe kursin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë? Тоа што е важно и меѓу коалиционите партнери уште при преговорите за новиот состав на владата имаше заедничка изјава дека евроатлантската перспектива или членството на Македонија во НАТО се главен приоритет. И тоа значи дека сите наши активности во тој дел, секој во рамките на своето портфолио, се ангажираме да покажеме одреден напредок, но секако треба да сме и за тоа свесни дека за овој процес се потребни и не зависи само од Македонија, туку е потребен активен ангажман и од страна на Грција, а воедно ние сметаме дека тука е важно, исклучително важно и меѓународниот фактор да помогне во забрзување на овој процес, со цел Македонија да покаже напредок. Ова веќе и во извештајот го има дека отвореното прашање за името представува проблем и во интеграцијата на Република Македонија. И во самиот извештај пишува дека се бара и проактивен ангажман за поддршка од страна на европските лидери со цел да се помогне во овој процес. Со други зборови, нашиот ангажман продолжува и во надминување на овој спор. Komisioni Evropiane rekomandon qasje më proaktive dhe ndaj promovimit shoqërisë shumë etnike e inkluzive. Por a mund të flitet për këtë kur dihet se vazhdon realizimi i projektit Shkupi 2014, që lirisht mund të themi është projekt ekskluziv etnik? Доколку во ова прашање претпоставуваме повише од коалицијски аспект како внатре во владата ги гледаме овие проекти, сметам дека и во овој проект кои во други проекти во Република Македонија треба да бидат повеќе инклузивни, транспарентни и да ја рефлектираат реалноста во Република Македонија. Со цел граѓаните да ги поддржуваат отворено овие проекти, затоа што тоа е интерес на Република Македонија, да покажеме единство во сите работи што ги правиме. И во вакви проекти и други проекти што ги има во Република Македонија, секако најдобриот пристап е да бидат инклузивни со цел граѓаните да се наоѓаат себе си во тоа и да ги поддржуваат иницијативи. И во иднина сметам дека тоа е работа што граѓаните ќе имаат можност да го видат, затоа што пред се тие пари се всушност се пари на граѓаните. Dhe për fund, një ndër fushat në cilat kritikohet pushteti është liria e medias. Dihet që edhe dialogu me komunitetin mediatik nuk është pothuajse duke funksionuar. Çfarë keni në plan të ndërmerrni në këtë drejtim? Слободата на изразување е една демократска вредност. Ние во овој период факт е дека имавме и комплексна позиција со тоа што има работи кои се направи сепак по крај тие предизвици. Измените на законот за аудиовизуелни услуги и законот за медиуми после се направи со поголема, подолга дебата, јавна расправа. Дополнително се побара коментари од Европска комисија и од Советот на Европа. Потоа разговорите што се водат со представниците на медиумите и новинарите дојде до дополнителни измени на новите закони во рок од 2 недели за некои работи што беа како барање на представниците на медиумите и новинарите и за останатите работи да има дополнителни разговори во текот на годината. Исто така, едно што беше од главните барања да се објават извештаите од владините кампањи. Тоа е направено во рамките на владата и ги има во веб страната на владата и секако остануваат уште многу работи додека се зајакне таа меѓусебна доверба и работи што треба да се направат и ние во наредниот период ќе бидеме фокусирани и на оваа тема, како и на другите што ги наведуваат во извештајот,
да покажеме напредок и да ги надминеме тие разлики што стојат и предизвици што стојат пред нас, а што влијаат негативно врз перцепцијата во Република Македонија. Zotë Besimi, ju faleminderit. Ви благодараме на вас. Të nderuar, ndoqët intervistën me zëvendës kryeministrin për çështje europiane Fatmir Besimi, me cilin folën për raportin e fundit të Komisionit Evropian për progresin që ka shënuar Maqedonia vitin e kaluar. Mirupafshim.